Ако државата имаше јасна стратегија со зголемување на производството на пченица, јачмен и пченка, сега немаше да бидеме во ситуација да останеме без жито, алармираат земјоделците. Мерката за отстапување на државно земјоделско земјиште требаше да се воведе многу порано. Ќе ја спасевме овогодинешната жетва на пченица и немаше да бидеме во ситуација во која сега се наоѓаме, да бидеме зависни и да чекаме на увоз, објаснуваат самостојниот сојуз на земјоделци. Ако се имаше правилна стратегија, мислам нашата држава уште пред 30 години, пак ќе кажам дека неминовно ќе беше да води грижа одредени површини да бидат стално засадени со полиделски култури, како што спомнавме пченица, јачмен, пченка, пред се за своите потреби, а и индустријските култури како што е маслодојната репка и сончогледот за производот што треба да се добие од тие култури, за да не бидеме зависни како што сме сега зависни од други услови, пред се од увоз на тие производи. Високите цени на репроматеријалите ќе го изедат трудот на земјоделците. Најголем проблем во моментот е немањето на работна сила. Без стратегија нема никаков напредок во секторот земјоделие. Причината што мислам дека нема да најде на многу позитивни ефекти во земјоделието се многу. Повеќе морам да кажам. Прво, климатските фактори си го направија своето, високите цени на репроматеријали материјали го прават своето, недостиг на работна сила трето го прави своето и што е најважно, оние кои се најработоспособни, тоа е младата популација, е надвор од државата. Според статистиката, последните години континуирано бележиме пат во производство на житни култури. Лани од Србија во државата се увезени 65.000 тони пченица и 54.000 тони пченка.